Комеморација во Народниот театар за актерот Љупчо Бреслиски. За сите пријатели и колеги, тој важеше за еден од најдобрите актери на Штипскиот театар. Те улоги во филмовите во кои што играше и во представите го покажуваат тоа. Нели ние оставаме самите актери, оставаме нашите дела да зборуваат за нас. Како човек беше прекрасен човек. Со секого зборуваше, со секого комуницираше, немаше човек со кого си има замерено. Бреслиски зад себе остави голем број одиграни улоги, а својот талент го докажа во театарот, на филмското платно и на ТВ екраните. Носејќи се со таа негова тај негов театарски поглед, он тоа го Љупчо тоа го на некој начин во тие неколку одиграни представи и изразуваше преку толкувањето на ликовите. Мораме да бидеме убедени во тоа и да се носиме, бидејќи тоа е факт преку кој не можеме да поминеме, дека сите ние верувавме во ликовите кои што Љупчо ги толкуваше на сцена. Покрај штипските колеги и пријатели, на комеморацијата присуствуваше и пријател од младите денови на Бреслиски. Тие години кога бевме студенти заедно со Љупчо и со цела таа генерација, Љупчо беше еден од најталентираните во нашата класа. Се дружевме безпрекорно, секојдневно. Тие доаѓа со неговиот синер Елиеса Касо, доаѓа кај мене, јас одев кај нив. Љупчо Бреслиски почина предвадена во 54-та година од животот. Ќе остане запаметен по соработката со Милчо Манчевски во Пред дождот и сенки и по улогата во Преку езерото на Антонио Митрикески.